Не се тоа лажирани бројки, тоа не се бројки, имаме зелен катастар. Секоја дрво, грамушка и зеленилука вадарци е попишано. Од 60.000 ефективно зеленило кога дојдовме пред 4 години, сега е на 110-120 подигнато. Нов парк Чиро Крстев изграден. Комплетно паркот Липчо Шкартов ретревизиран, комплетно, со нови травници, зеленило, наводнување, се. 12 другари, излетничко место, напуштено, гнасно беше да го гледаш. Уредено е. Уредени се 280 лимени гражи, тргнати од урбаната средина, през гради кои што беа на паркинзи, кои што беа на место на тие гражи е направено паркинзи и направено е зеленило. Во делот на хигиената и на зеленилото ни се видува цела Македонија. Како ви тоа не го гледате, не знам, али изгледа че треба еден ден да се прошетаме надвор од Македонија, да се надвор од Кавадац и да се вратиме пак за да видиме кај сме наоѓаме, на кој ниво сме. Сакам да потенцирам да кажам дека да, поборник сум за развој на градот, поборник сум за развој на економијата, со 4% невработеност, Кавадац е број 1 град. Љубомората, ако постоje, дека не бива и сме успешни за градење, и тоа е легитимно, да љубомориш. Меѓутоа, да не биде злобно. Во делот на носењето на урбанистичките планови, гарантирам, сите планови што донесени урбанистички се објективни и се донесени по најстрогите критериуми кои што ги има министерствата, односно Министерството за транспорт со одобрување. Тука е Министерство за екологија, Министерство за животно планирање, Агенција за просторно планирање. Ни еден план не е донесен на локално ниво. Така да, и у висина, и у должина, и у како треба да изгледа, сите планови се запазени. А во генералниот план, минималното зеленило на една општина треба да биде 22-3%, општина 25%, општина Кавадац е со 29%. Меѓу општините што го надминуваат просекот на делот на зеленило. А по делот на дрвја во градски урбани средини сме број 1. Отиди у друг град, види колку дали има дрвја века насадено секаде. Не е тоа моја само заслуга, тие дрвја се постари од мен. И сега, буквално, ако ти не сечеш пред 4 години како беше Кавадац, има слики, че го да изгледа, направите на документарна емисија, пратите ма, пуштите ма, нека види. А од Скопје дојдија сите да се снимат со нас тука, да се сликат по однос на тоа. Да. Е, така, сечење на мртви дрвја и ставање на нови дрвја кои ќе порастат. Ако така го позеленуиме градот... Ај сега да се докажем, па ти позбори се. И во делот на тоа што значи урбано дрво, има критериуми какво дрво треба да биде засадено. Во моментот воопшто на Кавадац има дрвја кои што не треба да бидат во урбана средина. Од докторски аспект ги изборувате, значи имаме липи и други дрвја кои што многу луѓе се алергични на нив и имат проблем со алергија. Така да ние садиме правилни дрва, садиме тоа што треба, имаме комисија. За прв пат општина Кавадац има комисија за дрва, за подкастрување на дрва, за сечење на дрва. Ниедно дрво не е пресечено без таа комисија и без тие одобрување, а напротив, и тоа што ти го споменам, општина Кавадарци надвор од урбаната средина има засадено негде околу 140.000 дрвца. А за оваа година планот, видете го, е 17.000 дрвја заедно со ГП Македонски шуми и Дрекстерма и други компании да ги засадиме надвор од урбана средина. Така да активностите комплетно ги имаме и во урбаната средина и надвор од урбаната средина, а и мислам дека граѓаните се најкомпетентни тука да кажат во каква средина живеат сега и во каква средина живееле претходно. Така да само податокот дека 218 гражи се тргнати говоре како факт дека тие лимени гражи или лесонитни или било какви беа штетни за граѓаните, сега тоа е претворено во зеленило. Урбаните работи и градската експанзија е многу битна за еден град. Проверите, видите делот на економијата колку учествува градежниот сектор. Проверите, видите колку луѓе се вработени таму. Значи, без градежништво и без градежниот сектор ние немаме ништо. Тоа е и став на државата дека треба да има градежна експанзија за да имаме реализација. Во делот на излетничките места, затоа направивме патека до Мокниште.
Сега имаме предвидено патека до Марена, патека до Љубаш. Така да имаме комплетно градско корито уредено, кај што може луѓето да рекреираат и да уживаат по слободното време. И уште не е доволно. И ќе се граде, и ќе се прави. И трето ќе спомнам, и колекторскиот систем, веројатно не го памтиш, беше до самата болница и цела смрđава и фекали беа во самата болница, кај што ги лечевме луѓето. Сега е завршен колектор до крајна граница. Така да мислам дека не треба таа работа да занемариме, ниту работењето да го деградираме на јавното предпријатие, ниту да го деградираме работењето на службите од општина Кавадаци, а уште еден податок, со мојот мандат јавна поволта површина за зеленило и озеленување, општина Кавадаци буџетот е 16 милиона денари. Претходно беше буџетот 2 милиона денари. Така да тие буџет кои што го даваме на јавното предпријатие го даваме 6-7 пати повеќе, односно над 8, за да се реализира зеленилото и они го реализираат комплетно во делот на урбаната средина. Прошетете малку, видите го. Видите, Задруга, Љубаш, Клинска, Калница и перифериски, Сопот, Марна, Глишич, Дреново. Прошетете ги, видите ги урбаните средини дека у делот на зеленилото нема забелешки. Ја мислам нешто друго ќе ме нападне, таа ќе ви кажем за другиот совет кај им е слабоста. Тука не е. Тука сме јаки. Уживајте во најелитното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.